Јас се согласувам со вашата теза дека всушност ова инсистирање на продолжување на седмицата и во овој период е исклучиво да се покријат други теми. Нема друга логика, нити зошто СДСМ бара да се работи во средина на август како никогаш досега овие 27 години, нити зошто господинот Џафери тоа го прави. Но ќе се обидам да објаснам и за вас и за јавноста зошто тоа се прави. Јас вчера кажав неколку податоци тука, гледам некои колеги пратеници не сакаат да ги слушаат, а некои дури од колегите од СДСМ искрено беа фрапирани, но еве да ги повториме. Република Македонија на 1.6, денот кога е избрана владата на Зоран Заев, имала девизни резерви од 2 милиарди 448 милиони. На 1. август, само 2 месеци подоцна, владата, значи 2 месеци подоцна од изборот на оваа влада, девизните резерви се 2 милиарди 273 милиони. За 2 месеци девизните резерви во Република Македонија се намалени за 175 милиони. Дополнително на тоа, во тие 2 месеци задолжувањето е за дополнителни 101 милион. Оваа тема, господјо Затуровска, сака да ја покријат, дискутирајќи и продолжувајќи, инсистирајќи и можеби и провоцирајќи непријатности во ова собрание. Ова не треба да се знае. Граѓаните не треба ова да го знаат. Или, вие сте од Западна Македонија, јас ја предводев листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата во Источна Македонија. Најголемиот инфраструктурен проект во Источна Македонија секако е хидросистемот Злетовица. Во хидросистемот Злетовица СДСМ назначува за председател на управен одбор лице кој да е без ниту еден работен ден искуство, без адекватно образование, односно професор по физичко образование. А председател на надзорен одбор на најголемиот инфраструктурен проект кој што чини околу 150 милиони евра, значи председател на надзорен одбор кој што треба да го контролира тоа финансиско работење, назначува лице со средно образование, со претходно работно искуство, кувар. Тоа не треба да се знае, дали разбирате? Овие теми не треба да се знаат. И затоа уште ќе бркаме вештерки, уште ќе викаме ќе дојде живот, треба реформите да почнат, ќе ги повторуваме од кампањата слоганите дека ќе се укине радиодифузна такса која што не се укина, дека платата ќе биде 30.000 денари, која што далеку нема да биде 30.000 денари, и ќе ги повторуваме тие повици за линч на политичкиот непријател. И закани кон политичкиот непријател. Зошто? Заради тоа што треба да не се знае колку пари е во минус државата за само 2 месеци и не треба да се знае што се друго се случува ширум Република Македонија. Затоа денеска, среде сабота, имаме седница, господја Затуровска. Ако не ви е јасно, веројатно другите колеги и многу по-прецизно ќе ви дадат и многу други примери. Благодарам.